Благослов и се разбира добро вечер, почитувани слушатели. Ја слушате емисијата Гласот на вистината. Мене ми е чест да и оваа вечер го слушаме Божиот глас. И не само да го слушаме, туку да бидеме чувствителни и осетливи, се разбира, на Неговиот глас. Исус вели дека Неговите овци го слушаат Неговиот глас, се разбира, кои се во Неговото трло или поточно во Неговото стадо. Јас верувам дека духовната трпеза е пред нас богата и благословена и има доволно да се нахраниме од неа. И таа е, се разбира, толку многу вкусна. Почитувани слушатели, толку е силно и важно да знаеме дека Бог не слуша и Тој го знае нашиот живот. Всушност, Бог знае и ја знае, како што кажав, нашата болка. Бог го знае нашето срце. Бог ја знае раната на нашето срце и раната на нашата душа. Бог знае се. Бог ја знае секоја наша болка, тага, разочараност и осаменост. Сакам да ви кажам дека Бог знае се. Тој слуша и гледа. Бог ја познава твојата и мојата мака. Бог знае со какви не нешта се ние соочуваме. Бог знае се што се случува внатре во нас, длабоко во нашето срце и длабоко во нашата душа. Почитувани слушатели, има една многу важна работа да знаеме дека Бог не гледа и Тој не слуша. И затоа сакам оваа вечер да ви дадам еден пример кој верувам дека ќе може да ви помогне, особено при вашата осаменост, болка, тага, разочарување и така натаму. Сепак, ние сме луѓе кои што можеби во една ваква ситуација во овие последни тешки времиња се соочуваме. Почитувани слушатели, Библијата е лек за душата и таа е лек за нашето срце. Затоа препорачувам да почнете да го читате Словото на нашиот Господ и Спасител. И таму има лек, има мелем за твојата душа и мелем се разбира за твоето срце. Исто така, морам да кажам дека Библијата има толку многу примери, како во Стариот Завет, така и во Новиот Завет. Како Бог помага и интервенира од небото, за да може да му помогне на човекот, се разбира, кога тој е во потреба. Бог не се менува. Тој повторно сака да ти помогне. Дали си подготвен да ја изнесиш тагата осаменоста, разочараноста, горчливоста од твојата душа и од твоето, се разбира, срце. Еве ќе отвориме заедно и ќе ви дадам пример. Ќе отвориме во книгата Постанок, 16 глава, ќе читаме 11 и 13 и ќе видиме дека Бог не слуша и дека Бог, се разбира, не гледа. Еве што вели Словото Господово. И пак рече ангелот Господов: ете ти си бремена, ќе родиш син и ќе го наречеш Исмаил, бидејќи Господ ја слушна маката твоја. Тогаш кога таа го нарече Господ, кој зборуваше: ти си Ел Рој, Бог што гледа се. Значи Бог ја слушна незината мака и Бог ја виде незината мака. Тој гледа и знае се за твојот и за мојот живот, се разбира. И не само тоа, не само што знае, Бог не останува пасивен. Тој не седи пасивен, се разбира дека Тој сака да ни помогне. Но дали ние сме подготвени да го повикаме, да биде дел од нашиот живот? Библијата зборува дека Бог е полн со љубов кон човекот и тој сака да биде дел од неговиот живот. Бог сака да ни помогне. Во Новиот Завет читаме
Како апостолот Павле вели, подајте ги сите ваши проблеми и грижи во негови раци и дека тој ќе се погрижи за сите ваши проблеми. Бог го знае твојот проблем, тој ја знае твојата грижа, тој знае се за тебе, тој знае се што го притиска твојот живот и мојот живот. Почитувани слушатели, живееме и тоа во какво тешко време, кога пред се најмногу ни е потребен Господ од небото. Затоа, читајте го Словото Господово и ќе најдете решение за секој ваш проблем. Бог е тука, тој е меѓу нас, тој е Емануел, дел од нас и меѓу нас. И Бог сака да ти помогне, како што Бог на многу луѓе му има, се разбира, помогнато. Почитувани слушатели, сакам да ви дадам уште еден класичен пример, уникатен пример, кој ни е запишан, се разбира, во Словото Божјо. Оние кои што го читаа редовно Словото Господово, знаат веќе за што станува збор. Сакам да ви дадам еден библиски пример, кој ни е опишан во првата Самуилова книга, првата и втората глава. Во првата глава ја гледаме потребата, го гледаме излевањето на душата и на срцето на една жена која се викала Ана, која имала потреба од Господа и која одлучила да оди во храмот Божи и да застани и да пред Господ ја изнесе својата душа. Во втората глава веќе читаме како Ана пее благодарствена песма. Зошто? Затоа што Бог ја виде, ја слушна незината мака, која беше излејана длабоко од незината душа и длабоко од незиното срце. Библијата вели дека Бог ја благослови со едно прекрасно машко дете, кој се викаше Самуил, и тоа дете служеше во храмот целиот негов живот. Всушност тоа беше и ветувањето на самата Ана. Но сакам да ви кажам и ви го давам овој пример дека Бог ја слушна, се разбира, незината молитва. Така да Бог, како што кажав, не се менува. Тој може да ја слушне и твојата и мојата молитва. Почитувани слушатели, зборуваме за големите прашања, за животот. Од каде сме, зошто сме на овој свет и каде после смртта. Ова се прашања, всушност, кои што сите нас не засегаат. Ова се прашања кои што се разбира, секој еден од нас си ги поставува овие прашања. Од каде сме, зошто сме на овој свет? Милиони луѓе веќе го поставиле истото прашање низ вековите. Многумина се загубени по потрага нивна за вистината, но други ги имаат најдени одговорите. Времето си поминува, се разбира, човекот останува наскоро сам. Времето си поминува, часовникот наскоро ќе отчука на полнок. Човештвото го чекори последниот чекор. Зарем сме создадени на оваа планета од некој непознат создател или сила, оставени без да имаме и најмала представа од каде да оѓеме. Зошто сме создадени? Зошто сме тука овде? И каде одиме? По кој пат да тргнеме? Постои ли некој авторитет? Постои ли пат кој би го следеле? Постои ли светлина што ќе ја разнесе, се разбира, темнината? Постои ли некој прирачник со упатства кој ќе ни помогне во решавање на нашите дилеми? Постои ли некој авторитет кон кого би можеле, се разбира, да се обратиме? Постои ли? Но како што реков, некој веќе ги нашле овие прашања. Каде, се разбира, во Светото Писмо. Почитувани слушатели, ние сме прекрасно создадени од самиот Господ Бог. И затоа цело време зборуваме. Всушност, кога викаме, кога зборуваме дека сме ние прекрасно создадени, морам да кажам дека човекот
е уникатно создаден и тоа го видовме во минатата емисија. Но сепак зборуваме за големите животни прашања. Од каде сме? Зошто сме на овој свет и каде ќе одиме, се разбира, после смртта. Зборуваме за разлики. За Адам и Ева, Каин и Авел. Видовме дека човекот има и е создаден од Бога. И тој е создаден од три делови или три елементи: тело, душа и дух. И тоа го видовме, се разбира, во првата книга Мојсеева, поточно книгата Постанок, 2 глава, 7 стих. Еве уште еднаш ќе го прочитаме овој стих. И Господ Бог го создаде човекот од земен прав и му думна во лицето дух животен, и човекот стана, се разбира, жива душа. Во овој стих токму ги гледаме сите овие три елементи: тело, душа и дух. Дека Бог го створи човекот од овие три елементи, меѓутоа го твори со својата небесна рака. Дадовме објаснување како е создаден Адам. Но сепак сакам да ви поставам едно многу важно и едно многу битно прашање. Каде беше создаден Адам? На земјата или на небото? Денеска постојат толку многу движења, толку многу учења и се занимаваат со оваа тематика. Каде беше создаден Адам и Ева? Почитувани слушатели, оваа прашање сакам да го оставам на вас, да вие го одлучите поточно, го разгледате и видите каде беше создаден Адам и Ева. Затоа што некои сметаат дека Адам беше создаден на небото, други пак сметаат дека беше создаден на земјата. Но не заборавајте, минатата емисија ние видовме каде беше создаден Адам. Видовме со какви привилегии уживаше Адам и кој го создаде и како беше создаден. Кога ќе го прочитаме овој 7 стих, кој што кажав, тој точно нагласува каде е создаден Адам. Господ Бог го создаде човекот од земен прав или од земја и му думна во лицето дух животен и човекот стана жива душа. Кога зборуваме каде беше креиран Адам и од какви елементи беше создаден, ние не измислуваме, туку Библијата зборува дека тој беше создаден на земјата од три елементи: тело, душа и дух. Една од најголемите мистични работи за кои Библијата ни зборува, тоа е стварањето на човекот. Зборувам поточно за овие три елементи. Почитувани слушатели, само сакам да кажам дека човекот е создаден на земјата, а не на небото. Ова вечер ќе зборуваме за Ева, која што значи жена. Ева значи жена. Да видиме каков одговор, се разбира, ни дава Библијата. Еве ќе отвориме во книгата Постанок, 1 глава, и ќе го прочитаме, се разбира, 27 стих. И Бог го создаде човекот според образот свој, според образот Божи ги создаде, машко и женско ги создаде. Еве гледаме што Библијата зборува. Реков, зборуваме за Адам и Ева, првата брачна двојка. Потоа зборуваме за Каин и Авел, двајцата браќа, кои беа синови на Адам и Ева. Меѓутоа ќе ги видиме разликите при самото создавање. Ќе видиме како беше создадена, се разбира, Ева. Но видовме дека обата полои се создадени по Божи образ или по подобие Божјо. Потоа во 2 глава ќе читаме од 18 до 25 и таму најпрецизно ќе добијаме или најпрецизен одговор ќе добијаме како беше создадена првата жена.
Ева. Ева значи во превод жена. И еве што ни вели Словото Господово. И Господ Бог рече, не е добро за човекот да биде сам, да му создадеме помошничка слична на него. И потоа вели Словото Господово. Им даден човекот имине на сиот добиток и на небесните птици и на сите полски зверови, но за човекот не се најде помошник и сличен на него. Затоа Господ му прати на човекот длабок сон, па го заспа, му извади едно ребро и местото го потполна со месо. Од реброто, што го зеде од човекот, Господ Бог создаде жена и ја доведе кај човекот. А човекот рече, еве, тоа е коски од моите коски и плод од мојата плод. Нека и биде името жена, зашто земена е од мажот. Затоа човекот ќе остави татка си и мајка си и ќе се прилеби кон жената своја и обата ќе бидат едно тело. И беа обајцата голи, Адам и жената негова, и не се страмеа. Еве што ни вели Словото Господово. Верувам дека овој пасус ни дава конкретни изјави. Како беше творен првиот човек Адам, Адам кој значи човек, Ева која значи жена. Прво и основно што треба да знаеме. Ева треба да биде слична на Адам, но меѓутоа не и различна. Да му биде помошничка, да му помага во неговиот живот, во добро и во зло. Всушност, не како е само создадена жената, меѓутоа Библијата зборува и која е незината улога при самото незино создавање. Каква улога има жената? Библијата вели, таа треба да биде помошничка, да му помага на својот маж. Денеска, за жал, луѓето го злоупотребуваат сето ова. Размислите како одредени народи ја третираат жената. Не како помошничка, меѓутоа како слугинка на мажот. Но Библијата овој факт, слугинка, нигде не го спомнува, туку напротив го побива и таа зборува дека жената треба да биде помошничка, треба да му биде помошничка и да му помага на мажот, се разбира, во неговиот живот. Потоа, Бог го заспа, и тоа Библијата вели, Бог на Адам му даде длабок сон, го заспа, и потоа што се случува? Му одзеде едно ребро. И од самото ребро, Библијата вели дека Бог ја создаде жената. Од реброто што го зеде од човекот, Господ Бог создаде жена и ја доведе кај човекот. А човекот рече, ете коска од моите коски и плод од мојата плод. Името нека и биде жена, зашто земена е од мажот. Значи, жената е земена од мажот. И од реброто се разбира од мажот. Значи, ако е Адам создаден од земја, сега гледаме дека Ева е создадена од коските на Адам. Всушност, од реброто на Адам. Почитувани слушатели, ја видовме разликата како се создадени Адам и Ева, првата брачна двојка или првиот брак кој е вклучен на оваа земја. Но исто така видовме каков генијалец е Бог, првиот хирург на оваа планета. Па него нека му е слава и чест од сега и за секогаш. Почитувани слушатели, овие разлики кои ние можеме да ги видиме преку Светото Писмо, не се само разлики кои можеме да ги видиме, туку се уникатни примери, уникатни созданија. Затоа, Господ навистина е достоен за слава и чест. И емисијата Гласот на вистината е посветена да донесе слава на нашиот Господ и Спасител кој е Творец на небото и на земјата, а се разбира и на човекот. Имајте убава вечер, Господ нека биде со вас и тој нека ве благослови. Пријатна вечер.